И владеачките партии и опозицијата денеска реагираа на случувањата во соседна Бугарија по повторното одбивање за регистрација на Омоилинден Пирин, партијата на македонското малцинство. И додека едната и другата страна ја критикуваат Бугарија за непочитување на европските стандарди, опозицијата вели дека власта треба да направи повеќе за македонското прашање во Бугарија. Македонските пратеници се согласни дека одлуката на Софискиот суд за одбивање на регистрацијата на партијата Омоилинден Пирин во Бугарија е скандалозна. Уште еднаш се покажа дека Бугарија како членка на Европската унија не ги почитува европските стандарди кога се работи за малцинствата. Тоа е против европско однесување, тоа е надвор од европските правила и зачудува како може Бугарија како членка на Европската унија да си го дозволи тоа. Радува единствено податокот што во Европската унија помеѓу представници на разни политички опции, а посебно меѓу партиите на зелените во Европскиот парламент, влада е полна поддршка за борбата на македонските малцинства во околните земји. Власта требала да направи повеќе за македонското прашање во Бугарија и воопшто за правата на македонското малцинство во соседните земји, сметаат опозиционите пратеници. А не е ништо ново што се однесува до нашите и соседи, источни соседи. Тоа е старата игра на новото лице на Европска Бугарија. Секогаш во вакви моменти тие живеат во времето на Тодор Живков. Оно што мене ме зачудува е индолентниот однос на нашите власти и оно што мене исто поише ме зачудува и само ми докажа дека ние сме на погрешен пат, што во овие последни 15 години луѓето што ја водеа Република Македонија, вклучувајќи и мене, да речеме, ако не сум на таква опозиција, не успеевме да паднеме на последно место, да дури и една ваква Бугарија како што е лезе пред нас во Европска унија. Софискиот суд го одби барањето за регистрација на Омоилинден Пирин само еден месец пред локалните избори во Бугарија, на кои требаше да учествува и македонската партија. Македонците во Бугарија со финален притисок врз Софија ќе се обидат да издействуваат регистрирање на партијата Омоилинден. Сега бугарските судови ја водат играта, намерно доцнат со доставата на документите за да ја оневозможат партијата на македонците да се вклучи на локалните избори. Софискиот градски суд веќе 6-ти ден ја чува жалбата на Омоилинден Пирин во фиока и не ја доставува на бугарскиот врховен суд кој треба да одлучува по неа. Откако во петокот партијата на македонците се жалеше против одлуката со која беше одбиено барањето за регистрација, судот во Софија крие жалбата на ОМО. Бугарските судови под притисок на Судот за човекови права во Страсбур, кој наложи на Бугарија да ја регистрира партијата, имаат нова тактика. Одлуките ги донесуваат со голема брзина, но доцна со доставувањето. Доставуваме дека единствената причина за тоа е политичко влијание, за да не можеме ние да учествуваме на локалните избори. Очигледно некои многу се плаши од нашето учество и се прави маневра за да може регистрацијата да се случи после изборите. Но ние сме сигурни дека ќе се регистрираме порано или подоцна, бидејќи согласно последната одлука на Комитетот на министрите, секретаријатот на Комитетот во Страсбург е задолжен да ги истражи сите патишта кои што не стојат на располагање, зашто е можно побрза регистрација на партијата. Со ваквата политика на бугарските судови, според кој аргумент за одбивање на регистрацијата на Омоилинден Пирин е тврдењето дека во оваа земја нема македонски етнос, се поизвестно е дека партијата нема да учествува на локалните избори на кои таа се надеваше на неколку градоначалнички места. За разлика од сите претходни избори, кога голем број бугарски партии нуделе соработка на локално ниво под услов таа да остане тајна, пред овие избори Омоилинден Пирин се уште нема добиено понуди за неформални коалиции, пред се поради стравот дека било каква соработка со промакедонската партија може да наштети на имиџот на бугарските партии.